Велес е една од 4 општини кои што Центарот за активни граѓани и активо од Велес ги вклучи во проектот Подобрена информираност како превенција за корупција. Покрај Велес ги посетивме општините Лозово, Градско и Чашка кои се опфатени со проектот Подобрена информираност како превенција за корупција. Во општина Лозово разговаравме со Петре Цилаков, секретар на општината. Општина Лозово како локална самоуправа нуди голем број на услуги за граѓаните. Кажете ми кои се најбараните услуги? Најбараните услуги од страна на граѓаните во општина Лозово се во делот на комуналиите и инфраструктурата, како најсериозен и најбарана услуга. Потоа во делот на бесправно изградените објекти и легализацијата, како и во делот на данокот на имот и спроведувањето на договорите под закуп, куп-продажба, договорот за дар и така натаму. Колку ги почитувате законски предвидените рокови за одговор на барањето на граѓаните? Општина Лозово сериозно постапува по однос на барањата на граѓаните и согласно со Законот за општа управна постапка навремено постапува во предвидените рокови, односно ги добиваат граѓаните услугите во законски предвидениот рок. Дали тоа е од 8 дена или пак од 15 дена, зависност од самото барање. Дали до сега сте имале поплаки и жалби од граѓаните? До сега немаме некоја регистрирана поплака или пак жалба. Кај нас постои регистар на поплаки и жалби од страна на граѓаните, кој што водиме и сама управна постапка, такво нешто немаме евидентирано, ниту пак граѓани си има пожалено кај нас со писмена представка. Дали вашата општина располага со квалификуван кадар кој квалитетно и навремено може да одговори на барањето на граѓаните? Да, нашиот кадар е квалификуван, секој во својата област, навремено самите административни службеници кои што јавуваат својата работна задача во своите оделенија, дали се станува збор во оделението за танок на имот или пак во оделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина, правното оделение, оделението за финансиски прашања, оделението за локален економски развој, се распределени административни службеници кои што се високо квалификувани и кои што имаат посетувани обуки, имаат лиценци, значи се целосно професионални, пристапуваат професионално кон извршувањето на своите работни задачи. Дали сте имале случај на регистриран подкуп за одредена услуга? До сега немаме регистрирано, ние сме најнапред да кажем транспарентна општина која што транспарентно ги извршува своите работни задачи, а во делот на пријава на некаква мито, корупција и таков случај нема регистрирано и во се надам дека и во иднина ќе продолжиме со ваква работа. Разговаравме и со градоначалникот на општина Чашка, Горан Стојановски. Кои се најбараните услуги од страна на граѓаните во општина Чашка? Општина Чашка е рурална општина по територија е трета во Република Северна Македонија, во која што живеат околу 9000 жители, мултиетничка општина и се наоѓа во централниот дел на Република Северна Македонија. Граѓаните на територијата на општина Чашка секогаш имаат барања, едно од најголемите барања се легализациите, кој што веќе процесот на легализација знаеме дека согласно законските регулативи заврши на 31.12. минатата година, но се надеваме дека владата во наредниот период ќе повторно ќе донесе нов закон со кој што граѓаните се уште ќе имаат можности за да пристапат кон процесот на легализација. Покрај тие барања има барања од во делот на инфраструктура, значи во делот на инфраструктура како што е водоводи, канализации и патна инфраструктура и секогаш начално е потребно затоа што ние доаѓаме од рурална средина и тоа се најчестите барања со кои што се соочуваме ние како општина. Колку ги почитувате законските рокови за одговор на барањата?
Па ние како општина, од кога сум јас градоначалник веќе 2 години, секогаш се трудиме да одговориме на на услугите, тоест на барањата на граѓаните, иако морам да кажам дека општина Чашка има недостиг на лица кои што тоа е во делот на градежната сфера, значи зборувам за градежен инспектор, комунален инспектор кои што можат да и те како ни се потребни во нашата општина и се содруваме со проблеми кога имаме такви барања специфични, а немаме соодветни кадри во општината, за да побараме лица со меѓуопштинска соработка, како што е примерот со општина Велес, да побараме такви лица или пак доколку немаат и општина Велес, па да се обратиме до повисоките инстанции како што е државниот инспекторат и соодветни државни инспекторати во Република Северна Македонија. Дали досега сте имале жалби и поплаки од граѓаните? Па да, секогаш има жалби и поплаки од граѓаните. Некои се бидејќи граѓаните, морам да кажам дека за све што имаат барања, поплаки или жалби се обраќаат општина во нашата општина. Иако морам да кажам дека општината за некои жалби може да излезе во пресрет или поплаки, за некои не сме ние како соодветна институција. Така да имаме разни жалби и поплаки од некои што се во наша надлежност, па имаме до банални поплаки и жалби кои што не се во наши ингеренции. Така да ние сме секогаш тука и добро е кога граѓаните ги препраќаме таму во соодветни институции кај што можат да им одговорат на нивните жалби или поплаки. Дали општина Чашка располага со квалификуван кадар кој квалитетно и навремено би одговорил на потребите на граѓаните? Јас пред малку кажав дека за жал не. Значи имаме недостиг на градежен инспектор, имаме недостиг на сообраќаен инспектор и еден куп на други лица во делот на инспекторатите. Тоа се должи заради тоа што сме рурална општина, тоа е еден факт, а вториот факт е заради тоа што имаме недостиг на квалификувани кадри на ниво на целата држава. Ова е проблем кој што се надевам дека државата ќе изнајде решение и дека заедно ќе излеземе во пресрет да ги решаваме овие проблеми. Дали сте имале случај на регистриран подкуп за одредена услуга во вашата општина? Моментално не. Значи таква работа до мене не е дојдена, значи немам ни таква информација, но ако има, јас би и стално зборам, ги охрабрувам граѓаните да пријават до нас, било да е тоа од нашата, од делот на општинската администрација или од било кои други институции, што се во делот на општина Чашка. Дали некој се обидел вас да ве подкупи за одредена услуга? Па да, имало некои обиди, но секогаш тие завршувале со одбивност. Така да, нели, граѓаните некои си пробуваат, но секогаш мораме да кажеме дека такво нешто не е добро. Ги прашав на граѓаните на општините Лозово, Градско и Чашка дали се запознаени со услугите кои ги нудат општините и колку се задоволни од истите. Дали сте задоволни од услугите кои ги нуди општината? Што ќе сме задоволни? Мора сме задоволни. Од оваа услуга, да. Дали во изминатата година имате побарано некаква услуга од општината? Имаме побарано. Повеќето се услужени. Во законски предвидениот рок ви одговориле на барањата? Да. Дали се случило досега да ви побараат некаков вид на подкуп за одредена услуга што ја барат од општината? Не. Кај мене лично не. Кажете ми дали сте задоволни од услугите кои што ги нуди вашата општина? Да. Презадоволни. Дали сте побарале во изминатата година некаква услуга, некој барање за општината? Ако треба да сечеме дрва, и ако па ги доаѓа без проблем, сечем дрва. Сите услуги што ги побараме, ги удоволуваат. Дали навремено ви одговараат на барањата? Да. Дали се случило некогаш да ви побараат подкуп за одредена услуга? О, не. Такво нешто до сега не се случило. Ниту од партиите, ниту од општината, од никој. Дали сте задоволни од услугите кои што ги нуди вашата општина? Како да ти кажем? Има и задоволство, има.
Дали во изминатата година сте побарале некаква услуга од општината? Моментално јас не. Не ми е требало. Покушал, не знам како. Дали некогаш кога сте побарале услуги од општината се случило некој да ви побара подкуп? Не. Кај мене не. Дали сте задоволни од услугите кои што ги нуди општината ваша? Да, задоволен сум. Дали во изминатата година сте имале некое барање до општината за некаква услуга? Да, имаме барање. Служили сме. Дали ви одговараат во законски предвидениот рок на вашите барања? Како да не? На времено, дали? На време, баш не со да кажем. Доцна? Доцна со многу месеци. Дали сте се пожалиле некогаш на нивното доцнање? Кажам, до 3 пати една година. Нема ништо уште. Имаме, да речеме, сијелици и прегорени на улицата, цело лето и не са сменети. И више откажаваме се, не бараме. Тоа е. Дали некогаш се случило за одредена услуга што сте ја побарале да ви побараат подкуп? Не. Тоа никако. Моментално да, па знаете веќе видиме. Моментално сме задоволни. Дали во изминатата година имате побарано некаква услуга од општината? Имаме, ама немаме завршено. Зошто? Па не знам, некако не сам и. Дали сте запознаени со тоа дека општините имаат законски рок во кој што треба да ви одговорат на вашите барања? Не сум да. А дали ви одговориле со било каков одговор? Не. Дали се случило некогаш кога ќе побарате услуга од општината да ви побараат подкуп? Не. Дали сте задоволни од услугите кои што ги нуди вашата општина? Бога ми, до сега сме благодарни. Нема што да кажем друго. Дали во изминативе година дена сте побарале некаква услуга од општината? Па што, за мене се исто е. Значи нема никаков проблем. До сега сме благодарни. И од првиот и од овој, добре, немаше никаков проблем. Дали некогаш ви се случило да побарате некоја услуга, меѓутоа да ви побараат подкуп за тоа? Не, до сега не се случи. Не. Дали сте задоволни од работата на општината? Па да ти кажем зошто. Задоволни, незадоволни, тоа е тоа. Зависи за кој како. Што може да рече? Дали во изминатава година имате побарано некаква услуга, некакво барање од општината? Ништо не. Дали некогаш сте барам. Дали некогаш сте биле во ситуација кога сте побарале некаква услуга, па Тоа беше одамна, ама не му слуга. Сега не барам ништо. Дали би побарале подкуп некогаш можеби? Не. Зошто? Па да речеме дека се задоволни. Еве, вие гледате, ова беше се земјен пат, се е бетонирано, се е асфалтирано, сите улици, нема проблем со тоа. Кажете ми, дали во изминатите година дена имате доставено некакво барање за некаква услуга од општината? Не. Само една година имам барање дадено, кога ме поплави, ми се наполнија собите, ми дадава оштета околу 4.000-5.000 динар тоа. Дали некогаш сте се довеле во ситуација кога сте побарале некоја услуга од општината и да ви побарале подкуп, например? Не, тоа само еднаш имам побарано, ми одобрија и повеќе немам побарано помош. Дали сте задоволни од услугите кои што ги нуди вашата општина? Па за сега сум задоволен. Дали во изминатава година имате поднесено некакво барање во општината? За некоја услуга, вадење документи, дозвола за град? Па ова година немам ништо извадено, но меѓутоа од другите граѓани што слушам дека се задоволни во рокот за дадениот рок ги добиваат документите. Дали можеби некогаш сте се соочиле со тоа да побарате некоја услуга од општината и да ви биде побаран подкуп? Не, до сега тоа не се случило. Дали сте задоволни од услугите во вашата општина? Па задоволни сме. Дали во изминатата година имате поднесено некакво барање до општината? Не. А во минатата претходна? Не. Да, јас сум задоволен се од другите. Дали во изминатава година имате поднесено некакво барање до општината? Има. Дали ви одговараат во законски дадениот рок? Да.
Дали Се е некогаш исполнето. Дали некогаш сте се соочиле со барање за подкуп за некоја услуга што Не, такви работи не подкуп, не. Па Градско е, сега што прават, супер е. Градско е добре, Градско е чисто е. Дали во изминатата година имате поднесено некакво барање до општината? Не, нема барање ништо. Нема ништо, тоа. Да ти кажам право, проблем имам преку глава. Од никого задоволен. Дури од своите во куќата не сум задоволен, а не па од општина. Што? Главно на добро не оди. Не само за мене, опште да не знам кој ќе се пофали. Осем политичарите, друг никој не се фали. Дали во изминатава година имате поднесено некакво барање до општината? Не. А во минатата? Да. Дали ви одговараат на време во законски дадениот рок? Не, шанс. Немаш. Зошто мислите дека? Па не знам, дали мала општина сме многу поборување имате тоа затоа. Не може да постаси, значи како. Дали некогаш сте се соочиле со обид за подкуп кога сте побарале некоја услуга од општината? Немаме потреба, јас сум доле од Домоградски. Тоа с целото старо. Сме имале потреба, сме једели, сме решавале проблеми, не и така, знаеш како. Животот и таа. Од теренските истражувања може да заклучиме и покрај отвореноста на општините, граѓаните не се доволно запознати на кој начин можат да стигнат до услугите што ги нудат општините.